Успешно производство, но и реализација на произведените садници во расадникот бележи јавното претпријатие Национални шуми подружница Куманово во текот на минатата година, соопшти денеска раководителката Катица Станковска-Ристовска. Лани биле пошумени опожарените површини во Кокино и ерозивните подрачја во Липково, а годинава е предвидено есенско пошумување на опожарените површини во селото Стрезовце. Расадникот во Куманово е меѓу расадниците кои има поголеми капацитети за производство на шумски садници, а се реализира и контейнер производство. Надлежните во Кумановската подружница се надеваат дека во идниот период ќе се преземат мерки за модернизација на контейнерското производство. Во поглед на производство на садници, можеме да кажеме дека годината успешно заврши и покрај тоа што условите во расадникот ни се лоши, уште работиме рачно, би требало да има соодветна модернизација во минатиот период, но и покрај тоа ние успешно го завршивме производството. Во поглед на реализација на произведените садници, дел од садниците беа дадени на други подружници, меѓутоа ние имавме минатава година еден голем меѓународен проект од Обединети нации кај браната Липково за санација на ерозивно подрачје, околу 56 хектари, така да успешно сами Македонски шуми подружница Куманово со мала помош од вработени од подружнициве во Скопје и во Крива Паланка, сами го завршивме тој проект, зашто добивме и одлични оценки. Тоа беше за минатава година. Оваа година во Кумановскиот регион се планира есенско пошумување, исто на опожарена површина во реонот на село Стрезовце. Така да сега во овој период ќе има припреми и здравје на есен да извршиме пошумување. Во склоп на јавното претпријатие Национални шуми има повеќе расадници, во повеќе градови. Меѓутоа, секогаш, Куманово и Свети Николе биле водечки, најголеми расадници. Овие се од помал карактер на локално ниво, да кажам. Така да и ние имаме најголемо производство. Со тоа што ние вршиме и продажба на надворешни субјекти, меѓутоа вршиме и, да кажам, им помагаме на нашиве подружници во другиве градови со нивните обврски кои што ги имаат во пошумување. По првичните контроли од надворешни субјекти, да кажеме, успешноста е 90% можеби. Меѓутоа, за успешност на една садница треба да помине одреден период, така да ќе почекаме да видиме, сега под пролет треба да направиме соодветна проверка, контрола. Тука зависи не само од климатските услови, меѓутоа имаме и животни и разни работи, така да ќе видиме како ќе биде. Во Кокино пошумувањето што го извршивме е добро. Садниците се релативно добро прифатени, меѓутоа за да се формира шума треба многу голем временски период и се уште тоа делува како голина, не се види дека е пошумено. Таму беше црн, бел бор, автохони и за тоа подрачје со тој вид и е пошумено. И во Липково исто така, пошто тоа е ерозивно подрачје, и е многу тешко, беше тешко, сакам да кажам, да се стигне до местото, каменита земја, така да со исти такви садници го извршив пошумувањето. Во поглед на наводнување веќе имаме нешто модернизирано, автоматско наводнување на садниците, што ни е од голема корист. Меѓутоа, пошто вршиме контейнерско производство, че треба тие контейнери да се наполнат со земја и се, тука работиме се уште рачно. Постојат машини кои што може многу да ни помогнат, да го убрзаат процесот, така да се надевам дека во идниот период нешто околу тоа ќе се преземе. Ние немаме пролетно пошумување во нашите планови. Во соработка со комуналното претпријатие Чистото и зеленило, во сабота ќе се изврши пошумување во местноста Студена вода. Така да тоа е нивен проект, меѓутоа ние сакаме да дадеме некој допринос со работна сила, со наше искуство во пошумување,
така да и наши вработени ќе бидат присутни. И секако се надевам дека и граѓаните ќе излезат колку може помасовно, така да мислам дека ќе биде убав ден. Општина Куманово ги известува граѓаните дека во наредниот период ќе започне следната фаза од реконструкција на улицата Моша Пијаде. Поточно ќе започнат подготвителни и градежни работи за изградба на атмосферска канализациона мрежа на улицата Моша Пијаде на потегот од пред крстосницата со кружниот тек на улиците Трета македонска ударна бригада и Октомвриска револуција до крстосницата со улица Пиринска Македонија и улицата која ги поврзува Моша Пијаде и Октомвриска револуција, именувана како улица 100 во планската документација. Напоменуваме дека при изградба на градежните работи сообраќајот ќе се одвива отежнато, со пропуштање на возила во сопственост само на резиденти. Се замолуваат граѓаните за разбирање и толеранција при изведување на градежните работи, со цел истите да се завршат навремено без одоговдекување, се вели во соопштението испратено до медиумите. Со средства од Европска инвестициона банка ќе се реконструира филтер станицата за вода за пиење во Куманово, а ќе се инвестира и во фекална канализација во местноста Гладно поле во населбата Перочичо. Подетално за проектите од изјавата на Горан Митевски, раководител на секторот за евроинтеграција и меѓународна соработка во општина Куманово. Тоа е проект со Европска инвестициона банка, каде што имаме на располагање 1.800.000 евра. Говорам ориентационо затоа што тука си сите трошоци кои што треба да се реализираат. Тука се надзорите, документација и така натаму, али 1.800.000 евра е се на располагање на Куманово. За овој проект треба да се направат неколку објекти, меѓу кои фекални канализации во Гладно поле, за кои што треба да се заврши времена експроприација, и тука е пречката каде што исто така меѓународните финансиски институции сакаат да не наведат за да не отпочнуваме со било каква инвестиција додека не ги решиме имотно-правните работи. Тука секогаш се настануваат проблеми и застој во реализација. И сега, што е многу значено за Куманово, реконструкцијата на филтер станицата, односно филтер станица за вода за пиење, која што како изградена не е реконструирана. И се очекува за таа инвестиција да се потрошат околу 1.200.000 евра и дополнително фекалната канализација на неколку улици во Гладно поле околу 500.000 евра. Требаше да се предвиди, и тоа е се уште во програма, ако со тендерската документација се намали вредноста, затоа што тоа се проектантски вредности, ако се намали потрошувачката, односно остана дополнителни средства, тука се размислува и за атмосферска канализација од Рајкова куќа до населба Средорек, за да нема интервенции, поплави и така натаму кога се временските услови непогодни. Започнаа градежните активности за изградба на повеќе улици во местноста Гладно поле во населбата Перочичо со цел подобрување на инфраструктурата и условите за живот на жителите. Во моментов се работи на улицата 716, проект кој се реализира со финансиска поддршка од вториот владин повик за инфраструктурни проекти. Според најавите, во наредниот период ќе започне изградба и на улиците 717, 719, 722, 723 и 725, со што ќе се заокружи инфраструктурниот зафат во овој дел од градот. Паралелно привршува изградбата на улицата Благоја Думановски Пецаклија во истата населба. Во основното училиште Браќа Миладиновци деновиве се одржа првата работилница во рамки на проектот Бајките како путтик за детската фантазија на јавната општинска установа библиотека Тане Георгиевски.
Овој проект се спроведува со финансиска поддршка на општина Куманово, преку јавен повик за прибирање на предлог проекти за организирање на културни манифестации во општината, предвидена во програмата на културни манифестации за 2026 година. На првата работилница учениците се запознаа со бајки и приказни преку читање на истите. Следните работилници предвидуваат гледање бајки на екран и изработка на кукли од омилените ликови од сказните, изработени од различни материјали како што се хартија, текстил, волна. Целта на проектот е поттикнување љубов кон книгите, македонските и светските приказни, развивање на имагинација и креативно раскажување, збогатување на речникот и изразување кај учениците. Вкупно 330 контроли минатата година извршила полицијата во Куманово низ различни објекти, покажува годишниот извештај на полициската станица од општа надлежност. Од вкупниот број 253 контроли во угостителски објекти, 38 казина, 37 спортски обложувалници и 2 геймерски клуба, рече Томислав Додевски, началник на полициска станица од општа надлежност Куманово на последната седница на Советот на општината. При извршените контроли биле затекнати 11 малолетни лица во угостителски објекти после полноќ. При контролите било констатирано и едно кривично дело точење алкохолни пијалаци на малолетници. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер во 19 часот ќе биде отворена првата самостојна изложба на Маријан Скрижевски насловена Љубов. Скрижевски е роден 1974 година во Куманово. Средното образование го завршил во гимназијата Гоце Делчев. Со фотографија активно се занимава во последните 10 години. Се што знае за фотографијата има научено самостојно, преку читање на интернет, гледање видеа на YouTube, но најмногу преку сопственото искуство додека фотографирал. На изложбата ќе бидат представени фотографии од цркви, езера, водопади, планини и други природни убавини од Македонија. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија информира дека заклучно со вчерашниот лет целосно е завршена евакуацијата на сите македонски државјани од земјите на Блискиот Исток, кои до овој момент беа пријавени и изразија подготвеност за евакуација. Со последниот 5-ти лет, што вчера слета на меѓународниот аеродром во Скопје, евакуирани се вкупно 147 патници, од кои 119 македонски државјани и 28 странски државјани. Станува збор за организирани чартер летови, при што сите трошоци за нивната реализација се натовар на државата. Воедно информираме дека дежурниот СОС телефонски број, како и контактите на дипломатско-конзуларните представништва и понатаму остануваат на располагање на македонските граѓани, соопштија од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.